Облеката, обувките и текстилот кој што се користи во домакинството придонесуваат за загадување на водите, за емисијата на стакленичките гасови и отпадот. Ова е темата која што ја обработуваме во денешново издание на Приказна. Добре дојдовте во неа. Верувам дека секој еден од нас има дома најмалку по едно парче облека кое што го облекува или еднаш годишно или ниеднаш. Ова е една од причините која што влијае врз загадувањето на нашата планета. Што ви откриваме во истражувањето кое што го направивме денес, погледнете сега во Приказна. Модната индустрија е еден од поголемите загадувачи во светот. Податоците покажуваат дека текстилниот отпад е двојно зголемен во последните 20 години. Една од причините е потрошувачката треска. Некои луѓе носат 3 пати едно парче и го фрлаат, а постојат разни начини на рециклирање. Ефтината цена и пристапноста на облеката придонесува често сите дома да сме затрупани со модни парчиња, иако ретко кој од нас го препознава загрижувачкиот факт дека модната индустрија загадува повеќе и од авиособраќајот. Само на синтетичката облека и требаат стотици години да се распадне. Се смета дека едно лице купува 60% повеќе облека секоја година и половина од неа чува околу 15 години, генерирајќи огромно количество отпад. Секако не треба да заборавиме дека речиси 99% од текстилот и облеката можат да се рециклираат, па така повеќе од 70% од светското население користи облека од втора рака. Облеката која не се рециклира останува 200 години на депониите, а за жал отпадот од облека завршува и во морињата. Би кажала дека брзата мода може да ја препознаеме по тоа што брендовите секоја недела имаат нова колекција или ново парче облека. Ја препознаеме по транспарентноста на изборот на материјалите кои што ги користат и за транспарентноста на условите во кои што работат луѓето кои што изработуваат облеката. Според податоците на Европската комисија, модната индустрија произведува дури 10% од светската вкупна емисија на CO2, а со самото тоа модната индустрија е одговорна и за 20% на отпадните води. Најголемите текстилни произведувачи се во Азија поради ефтиното производство и работната сила. Земите кои се на врвот на списокот на произведувачи на облека се Кина и Бангладеш. Кина има фантастични 50% од вкупното годишно производство на текстил на светско ниво. За жал, оваа количина на производство придонесе Кина да се стекне со најголема загаденост. Во Кина секоја година се фрлаат милиони тони текстилен отпад кој е грешно фарбан. Индустријата за рециклирање текстил во САД отстранува околу 2,5 милиарди фунти постпотрошувачки текстил секоја година од отпадот и создава повеќе од 17.000 работни места. Голем дел од облеката се дава во добротворни цели. И 61% од текстилот за еднократно и рециклирање се извезува во други земји. Преку трудолюбивите напори за рециклирање на текстилната индустрија и облека, некои од најсиромашните нации во светот можат да ги облечат своите жители. Рециклираната облека обезбедува и еколошки и економски придобивки. Дали купувате или дали некогаш сте купувале облека од продавници за рециклирање на облек? Еднашка, да. Јас не. И дали знаете дека текстилниот отпад загадува? Да. Да. Превземате ли нешто во врска со тоа? Внимавате ли кога купувате гардероба? Да. Да. Дали знаете дека текстилниот отпад загадува? Да. Да, имам слушнато и прочитано за тоа, да, на повеќе места. Дали превземате нешто вие лично во врска со тоа во однос на купувањето на облека? Дали внимавате колку купувате, што купувате? Па да, гледам да внимавам, ама не сум баш информирана за тоа. Превземате ли нешто во врска со тоа кога купувате гардероба, кога купувате текстил? Во однос на количината што ја купувате, сезоните? Секако да, според нашиот стандард, сакале некеле, се сведува се на минимум. Група од дизајнери, производители, потрошувачи, писатели, интелектуалци и предприемачи го создадоа движењето Модна револуција, кое постојано расте на светско ниво. Тие се обединија по трагедијата во Дака, Бангладеш, каде што се наоѓаат неколку фабрики за облека. На 24 април 2013 година една од зградите се урна, загинаа 1138 работници, а многумина беа повредени. Оваа трагедија ги откри нехуманите услови во кои работат овие луѓе, па од тогаш секоја година 24 април е датум кога движењето прашува кој ја изработи облеката што ја носам, како, во какви услови.
Кога купувачите купуваат облека по смешни цени, им испраќаат порака на модните брендови дека не се заинтересирани за тоа кој ја изработува облеката, ниту пак за незиното еколошко влијание. Затоа сметаме дека потрошувачите заслужуваат да бидат информирани за позадината на процесот на креирање на парчето облека и за човечките ресурси вклучени во самиот процес. Токму таа е групата која што сакаме да ја издвоиме и да дадеме до знање дека нивниот труд е клучен за облеката која што ја носиме, а за која што луѓето ретко се интересираат кој и во какви услови ја изработува. Затоа за време на модната револуција, која што се случува секој април, ги замолуваме нашите следбеници да ги запрашаат модните брендови кој ја изработува мојата облека, со цел да побараат поголема транспарентност за сите вклучени ресурси во ланецот на набавка, производство, маркетинг и слично. И Македонија е дел од ова движење кое е распространето низ повеќе од 100 земји во светот. Според нив, едно од решенијата за овој глобален тренд на загадување од модната индустрија е подигање на свеста за така наречената одржлива мода. Брзата мода на некој начин поттикнува консумерство и сите во таа трка собираме дома едно брдо облека која што никогаш не облекуваме во животот. Но оно што полека треба да го сватиме како факт е дека и текстилот ја загадува животната средина. Колку сме свесни за овој факт? Можам да кажам дека има некоја покривање на свеста последниве години, сето тоа можеби благодарение на пандемијата, ета некој silver lining од целата ситуација. Но сепак треба уште многу да се едуцираме, самата јавност да се едуцира, самите конзументи, за да стигнеме до некој ниво кое што ќе биде задоволително за подобро утре или за сите нас. Може би треба малку попластично да објасниме што значи позагадување во поглед на текстилот, например, што значи како текстилот ги загадува водите, нашата животна средина. Имав прилика да видам еден филм во кој што е покажана една планина од Чиле во која што има брдо облека. Тој отпад е штетен за сите нас, а и за нашата планета. Да, работата со текстилот, значи има неколку страни загадува. Таа облека која ние не ја носиме и која не е најлесно да ја фрлиме, а не да ја донираме некаде, значи завршува пак на депонија. Има и такви депонии кои што само од облеки, каде што облеката од поголемите земји на крај завршува во третиот свет и така ги имаме тие пустини што се цели со облека. Загадувањето на водата го вршиме самите ние, значи со секое перење на материјалите кои не се од природно потекло се испуштаат малечки микрочестички и таа вода на крај завршува во реките и езерата, морињата, океаните, а потоа со таа вода се прска нашата храна која ние ја јадеме и на некој начин ние повторно си ги внесуваме тие микрочестички во организмот. Многу пати луѓето викаат, ај сега јас ако купам неколку работи, нема ништо да сменам или не зависи од мене, треба да зависи од поголемите играчи. Не е така, затоа што има на некој начин пак ние сами си правиме лошо на самите нас. Значи таа храна која ќе изедеме ако има микрочестички не е добро за нашето здравје или пак за нашите деца и така натаму. Доколку излеземе надвор од нашава земја, можеме да забележиме дека во многу земји од Европската Унија, но еве и во Соединетите Американски држави, Австралија, Нов Зеланд имаме многу продавници како second hand, во кои што многу од луѓето ја пронаоѓаат својата облека, не сакајки нормално да придонесат кон загадувањето на животната околина. Кај нас тоа е малку поретко. Кај нас полека почнува и тоа е за поздрав што имаме веќе некои дуќани што имаат убав избор. Значи за second hand продавниците не е само да бидат парчиња, стари парчиња веќе носени кои некој ги дал за некаде да се продаваат, туку треба тие нели пред се да бидат привлечни, особено и за младите кои се едни од најголемите конзументи, да сакаат да одберат да одат во таа продавница, отколку да одат нели во некој трговски центар и да купат од некој fast fashion бренд. Имаме и ние многу продавници кои носат исто така роба што се од постарите сезони. Тие не се second hand продавници, затоа што таа гардероба не е носена од некого. Едноставно, за да не биде запалена или фрлена на некоја таква депонија како во таа во Чиле, ги носат во други земји,
гледам и такви нели се повеќе продавници и потоа нели може ние повторно да си ги купиме и да ги носиме. Колку сме свесни дека не мора да купиме 10 парчиња, туку дека и едно ни е доволно понекогаш. И колку сме свесни дека изборот на материјал, органскиот материјал, влијае врз нашата околина. Јас лично искуство во овие 9 години како работам, можам да кажам дека веќе има менување на свеста, не се некои огромни чекори што и нормално дека не може да се случат. Но сепак тука се работи за еден круг на луѓе во кои што јас се движам и кои се мои потрошувачи, не можам да зборам нели на нивото на целата земја. Но сметам дека луѓето полека се отвараат, се едуцираат колку што можат, читаат, гледаат, затоа што нели се повеќе се зборува и за текстилната индустрија, за лошите работи кои се случуваат во неа, за модната индустрија. Имаме организации како Fashion Revolution кои исто гласно говорат за транспарентност во целиот синџир. Ние дизајнерите исто се трудиме се повеќе да едуцираме и да зборуваме, но за жал имаме и многу greenwashing. Односно, луѓе кои тоа го злоупотребуваат, брендови кои тоа го злоупотребуваат, кажуваат дека се одржливи, дека се грижат за животната средина, а сето тоа всушност е само еден маркетинг трик за да ги привлечат луѓето да купуваат од нив. И на крајот на денот потрошувачите се тие што треба да оценат дали тој бренд, дизајнер, што и да е, дали прави greenwashing или прави стварно green маркетинг и да купат од него. Ја спомнавте Fashion Revolution, оно што можев да го истражам е дека ова прерасна во едно големо движење во кое што се обидува да едуцираат јавноста се повеќе, баш со оние конкретни прашања зошто е важно кој ја прави облеката. Да, модна револуција е светско движење која започна по рушењето на фабриката во Бангладеш, на Рана Плаза, каде што беа сместени многу брендови. Луѓето во таа фабрика уште од тогаш кажувале дека има пукнатини зградата, дека условите не се соодветни, но никој за жал не ги слушал, дури етени тие брендови за кои што се шиело. Околу 1200 животи се изгубени со рушењето на таа фабрика и тоа ги отвори очите на светската јавност да се направи ова движење и да се поттикнува секоја година, особено на датумот кога се сруши оваа фабрика, 24 април, да самите конзументи да ги прашуваат брендовите кој ја прави мојата облека и сега на новото што е направена мојата облека. Тие се две кампањи. Кога го спомнавме моментот од што е направена мојата облека, што е разликата помеѓу рециклирана и одржлива облека? Рециклирана облека уште немаме баш, затоа што проблемот со рециклирањето на текстилот е дека најчесто работите од брзата мода се од мешан состав, многу ретко се чисти. И се уште овој начин на произведување не е до толку совршен за да може да ги мешаме буквално сите облеки кои ги имаме, да се рециклираат и да добиеме нели еден совршен материјал. Во нашата земја сега една организација започнува да работи на ова и ќе се добива материјал кој ќе биде во облик на филц, кој што може да се користи за изолација, може да се користи исто за изработка на торби, футроли за таблети, компјутери и така натаму. А одржливи материјали се оние материјали каде што не е битно дали само се од природно потекло, иако нели да и тоа е важно. Тука спаѓаат и материјалите на пример кои се земени како остатоци од фабриките, односно текстилниот отпад. Или дедсток материјали што се викаат, што исто се од големите модни куки кога ќе помине сезоната, материјалите што им остануваат и обично ги препродаваат на различни магазини, потоа младите дизајнери може да си ги купат од тие магазини. Значи не завршуваат во канта, односно на некој начин на некоја циркуларност, каде што го продолжуваме векот на трајање на овие материјали. Исто имаме материјали што може да ги земеме од веќе направени парчиња облека, ето од second hand продавници да ги купиме, па потоа да ги преработиме и да направиме нели скроз други. Сите тука спаѓаат во таа некоја одржливост. Колку е во таа насока важна селекцијата на текстилот? Дали и тоа е значајна карика во поглед на заштитата на околината? Од големо значење, затоа е на пример најпрост пример за секој што и не се разбира толку многу во материјали, зашто имаме памук и имаме органски памук, нешто во последниве години се повеќе го слушаме органски памук и го има на етикетата и се. Проблемот со памукот е што да, е најпријатен за носење, најлесен за одржување, што при перењето кој се користи многу вода. Самиот памук цица многу вода. И затоа сега се
се поттикнува јавноста да, например, да она парче облека што не мора секојдневно да го пере, по секое носење, да проба да го пере на неколку носења. А органскиот памук, например, е материјал кој при самото растење на тој памук не се користени пестициди, затоа што имаме потреба многу од памукот и тој многу често се прска со најразлични пестициди за што побрзо да порасне, за што побрзо да дојде на пазарот. Ние како конзументи не сме секогаш свесни што се носиме, значи некојаш ќе кажеме ова е памучно, ама можете да направи алергија на некоја иритација и сето тоа е затоа што тој памук не е како што треба. И затоа органскиот памук најчесто е и поскап, затоа што не се користени пестициди, но и најчесто сите луѓе кои учествувале во синџирот на изработка на тој материјал се фер платени и никако не е наштетено на планетата Земја. Оно што исто сакам, кога веќе спомнавме водата и текстилот, би сакала да потенцираме дека често пати за производство на одредени видови на облека се користи големо количество на водата, а веќе климатските промени ни укажуваат дека мора да се едуцираме и малку да бидеме штедливи. Например, имаше некои истражувања кои укажува дека за производство на една памучна мајца се троши 2700 количество на вода, еднакво колку што еден човек за 2,5 години би консумирал. Како да го поттикнеме тоа кај јавноста малку да биде повнимателна во таа насока? Па најпрво може да почне со тоа да не се прават за се штовични маечки како репрезентативен материјал. Аз знам дека е најлесно и најевтино и тоа е доволно еднаш берам да кажеме стоп, не ми треба таа маечка. Уште еден знак тука е и Тексасот. Тексасот исто користи многу големи количества на вода, особено е тоа боењето, па има сезони каде што е модерен Тексас во одредени бои, значи сето тоа се црпи нови количини на вода и она како што напоменав претходно дека не треба, барем Тексасот е нешто што не мора после секое носење да го переме, туку може да го продолжиме тој рок, да го носиме неколку пати па да го испиреме. Значи на крајот на денот пак е она што го спомнав на старт, дека се сведува на самите нас, дека сите тие мали промени можеме да ги направиме сите малку по малку. За крај само уште ова, споменавме водата, загадувањето. Би сакала да потенцираме дека не се само водите во прашање кога зборуваме за тоа како текстилната индустрија влијае на загадувањето, туку и врз стакленичкиот дел, кој што исто така е значаен за да ја направиме одржлива нашата планета. Дали сметате дека еве со активноста на зелениот договор, еве и нашава земја ќе биде малку поактивна во менувањето на нештата и во поглед на придобивките кои што сите ние треба да ги направиме за зачувување на нашата планета? Па искрено се надевам, ќе зборам сега од страна на модната индустрија и текстилната индустрија, како некој што работи во овие индустрии. Најпрво ни треба поголема отвореност и информираност од самите фабрики, например текстилниот отпад да може дизајнерите да го земаат, зашто за жал долги години кружеше една дезинформација меѓу нас дизајнерите дека не смееме да го земаме, дека едноставно законот не ни дозволува. Јас работев многу на таа тема, успеав да таа дезинформација да покажам дека не е точна и да им помогнам и на мои колеги и сега работам баш со фабрики како сето ова може да се направи. Но сето ова е еден многу мал почеток и треба сите да работиме, но треба на крајот на денот и самите конзументи да го ценат повеќе тоа парче ако е направено од остатоци, а не да мислат дека е направено буквално од отпад. Тука мора да пазиме на терминологијата. Дали имаме регулатива која што ќе ни овозможи ова да го практикуваме, да не биде само теоретски дека се залагаме, всушност во реалноста мора да имаме и закон кој што го третира тоа? Да, во зелениот договор има баш такви потточки за текстилниот отпад и сега имаше баш измени кога го донеса законот за кесите, имаше измени за текстилниот отпад и веќе станува многу подостапно, само на крај мора да бидат и самите фабрики отворени да ни ги дадат тие остатоци материјали. Прво да се договориме дека луѓето во модната индустрија сме сите. Сите, еве, ти носиш облека, снимателот носи облека. Што тоа значи? Одговорни се произведувачите, но одговорни се и потрошувачите. Односно, загадувањето
точно е дека настанува во самиот момент на производство на текстилното влакно, кое што е потребно за да се произведе прво материјалот, а потоа и облеката. Но треба да знаеме дека денеска загадувањето настанува и поради тоа што модната индустрија е многу сменета во својата понуда. Сте слушнале што значи тоа брза мода, ако сакате на многу кратко ќе ви објаснам. Брза мода за споредба, например, јас кога почнав да работам во 90-ти години во Париз, во луксузните компании каде што работев, се произведува реално постоја две сезони, пролет, лето и есен зима, се сеќавате. Но сега постојат 52 мини сезони, значи секоја недела компанијата од брзата мода вадат нови колекции, кои што ги нудат на пазарот за многу ефтина цена, дури за невозможна ефтина цена, а потоа на тој начин се креира со такво зголемено темпо на потрошувачка, вие креирате многу отпад. Модната индустрија со самото тоа што користи и животински влакна, и растителни влакна, и синтетски влакна за да се произведе материјалот, без разлика дали е природно влакно, технолошко влакно, со самото тоа треба да знаеме дека модната индустрија ја загадува почвата, ја загадува водата, го загадува воздухот. Значи тоа што треба ние да го направиме е да трошиме поодговорно, односно да ги смениме нашите навики на купување облека. Односно да бидеме свесни дека тоа не е прашање веќе на избор. Не е тоа ние дали сакаме или не кеме, или дали еден производител бил одговорен или не. Многу брзо, еве ќе зборуваме за една година, ќе се сменат практиките, тие во светот веќе се сменат, и во Холандија, па да, например, во Европа да не збориме, но и кај нас. И тоа производителите ќе ги сменат овие навики не затоа што сакаат, некои ќе сакаат, некои не. Но едноставно ќе мораат. Тоа е веќе барање и облигација, затоа што ваму каде што сме пошле, само ќе ви кажам еве уште еден податок, модната индустрија загадува повеќе од авионскиот транспорт и морскиот транспорт заедно. Сега, кој е засегнат, кажете ми? Вие сте, сите ние сме засегнати, затоа што тоа влијае нормално прво на квалитетот на воздухот. Зборувам, се надевам полека и разбирливо, со цел, еве веќе се и надеж дека еве веќе и ова што го зборам, кај некого можеби ќе потикне инспирација за да се однесува на друг начин. Се потикнува, значи ова го кажам пред се почнува од вас, од медиумите, кои што се почесто и повеќе треба да го фокусираат вниманието на јавноста кон овие постоечки проблеми, тие не се измислени, постоечки се. Потоа е многу битно со помош на медиска и на кампањи, на медиска активност и кампањи, пред се да се смени перцепцијата. Ако не се смени перцепцијата, нема да се смени ни активноста. Сега, ако, например, некој од овие бројки вас ве инспирираше да ја смените перцепцијата, што е следно? Размислете дали, например, би платиле 300 денари за една мајца, односно 1000 денари за 3 ефтини мајци кои што ќе ги фрлите до година, или би платиле 1000, 1500 или 2000, може би за некој локален бренд кој што исто така произведува убави мајци. Јас знам неколку локални брендови кои што навистина произведуваат убави производи. Што правите со тоа? Значи, поддржувате локален бренд, со тоа го намалувате јаглеродниот футпринт, значи емисијата на стакленички гасови. Со тоа потикнувате локална продукција и уште нешто многу важно, потикнувате мали и средни бизниси, односно и крајната цел можеби, кај дел од публиката се надеваме дека ќе се постигне, потикнувате нешто што е спротивно од брзата мода, а тоа е бавната мода. За производство на еден пар фармерки, за еден пар джинс, размислете колку време ви треба. Тоа е дел од поранешниот производен процес, а тоа е веќе во тек да се смени. Кога вие ќе се истуширате 285 пати водата што сте ја потрошиле, толку вода се троши за еден пар джинс. Кога ќе се истуширате 70 пати, толку вода се троши за еден тишерт.
И джинсот и тишертот се направени од памук. Значи, внимавајте, например, следниот пат, кога ќе купите памук, да биде од органско производство, да има некој лабел екоцерт или некој еколабел. Со тоа, пак ќе кажам, со таа акција, можеби вие нема да купите 3 ефтини мајци, но ќе купите една малце поквалитетна, што ќе носите подолго, а со тоа ќе стимулирате бренд кој што е еко-одговорен. И со тоа ја стимулирате фактички вашата и нашата иднина. Иднината на вашите деца, иднината на сите нас. Да, ние бевме инспирирани од надпреварот кој што го организираше британската амбасада со тема одржлива мода, на кој што и наша студентка победи и многу сме горди на тоа. Тоа кулминираше и со ревија. Така што тоа влијаеше и на изборот на темата. Односно, нашите студенти беа поканети да бираат неколку начини и со неколку различни начини и креативни начини на производство на облека да покажат дека се одговорни и дека може да придонесат во одржливата мода. Например, имаше една студентка која што ги боеше своите материјали со растенија, со цвекло, со зелка и се добија преубави бои. Имаше друга студентка која што буквално копаше во плакарите на својата мајка, баба, братучетки и од тие модели направи нови дизајни, значи ги врати во циклусот, ги рециклираше. Потоа имаше студенти кои што користеа материјали од сток, значи не купуваат нови материјали, туку материјали кои што ние ги имаме на факултет и кои што индустријата ни ги дала на наше користење. Зборувам локалната индустрија, значи секако ете и тоа треба да го спомнам, секако дека и модните дизајнери, независните модни дизајнери со начинот на производство треба да покажат и со својот пример како се работи одговорно и одржливо. Се проценува дека модната индустрија влијае на 10% од емисијата на јаглен, што е повеќе од воздушниот сообраќај и морскиот сообраќај заедно. Што ви подготвивме во истражувањето, погледнете сега. Со над 6000 тони текстилен отпад на годишно ниво, што се генерира од фабриките и кројачниците кај нас, и Македонија е дел од негативниот светски тренд во кој модата е загадувач. Текстилниот отпад како посебна категорија е еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат претпријатијата, пред се во текстилната индустрија. Статистиките покажуваат дека вкупните годишни трошоци на компаниите за раздолжување и депонирање на отпадот се движат и до 1,5 милиони евра, а тука се и царинските процедури и времето на чекање за уништување на отпадот. Текстилните компании кај нас немаат правна можност да го откупат отпадот по пониски цени од цените што се користат при царинење во регуларна постапка, па поради тоа нивниот избор е отпадот да заврши на депонија. Така и модата станува еден од глобалните загадувачи. Опсегот на причини е широк, од неможност компаниите поевтино да го откупат отпадот, па тој завршува на депониите, до општата ниска свест за третирањето на отпадот. Познавачите велат дека илјадниците тони од овој отпад може да бидат претворени во профит, а животната средина спасена од сериозен загадувач. Во Република Македонија, според некои неофицијални податоци, од текстилното здружение се генерираат повеќе од 18.000 тони годишно текстилен отпад. Ова е само од индустријата. Не се земени предвид количините на искористена облека која исто така отпад и голем дел завршува на депонии, а мал процент се користи за повторна употреба. Потрошувачите на глобално ниво купуваат 60% повеќе облека отколку во минатото, а истата ја носат за двојно пократок период. Од изминатите активности на движењето Fashion Revolution во земјава, можеме да заклучиме дека македонските потрошувачи се повеќе се придржуваат кон одржливите практики на размена, подарување или пак донирање на облеката. Доказ за тоа е нашиот неодамнашен онлайн настан за размена и подарување на облека, кој се уште се одвива на социјалните медиуми, а најде на одличен одзив кај следачите. На овој начин, наместо облеката да биде фрлена во отпад, овозможивме нејзино одржливо циркулирање помеѓу потрошувачите во земјата.
отпадот од текстил кој се создава при производство на текстилни и конфекцијски производи меѓу различните фази и процеси на производство на облека или на други текстилни производи, каде што конфекционирањето е главната област и се создава отпад од текстилен материјал, ткаенина, платеница, постава, филц и така натаму, по дефиниција во согласно со Законот за управување со отпад, е индустријски неопасен отпад и не содржи опасни карактеристики, а според својствата, составот и количеството се разликува од комуналниот отпад. Во последно време имаме повеќе информации за текстилниот отпад, а со тоа повеќе луѓето се интересираат и се информираат, стануваат свесни за влијанието кое што го има врз животната средина. Свеста за третирање на отпадот кај нас, односно рециклирањето и селектирањето на отпадот, се уште на ниско ниво. Според мене мислам дека треба да се едуцираат луѓето за вистинската вредност на секоја парче облека, за патот низ кој што поминува да се изработи од материјал до краен производ. Кога секој поединец ќе биде свесен за тоа, мислам дека тогаш ќе свесно ќе одбира и ќе купува. Морам да истакнам дека потрошувачите мораат да се информираат и да бидат свесни колку облека навистина им е потребна во текот на една сезона и од кој материјал истата е изработена, бидејќи колку е поквалитетен материјалот, толку подолг е животниот век на самата облека, а со тоа се доаѓа и позитивното влијание врз животната средина. Затоа сме тука и да тестуваме на локално ниво, за да ги образуваме и информираме македонските граѓани, како тие самите да ги променат своите навики и да придонесат кон транспарентна, одржлива модна индустрија. Суштински е важно да научиме да ја контролираме нашата потреба да купуваме премногу облека. Знаеме дека во светот денеска се произведуваат билиони парчиња на облека, но според нашите податоци, дури 73% од истата завршуваат на депонија. Моментално, статистиките велат дека само 1% од облеката е рециклиран повторно во нова облека. Зошто е важно ова рециклирање? Важно е бидејќи со продолжување на векот на нашата облека, ние индиректно влијаеме и на животната средина, но и на нашето здравје и живот. Според Националниот план за управување со отпад на нашата земја, 4,7% е просечниот состав на текстилен отпад од вкупниот отпад во нашата земја, според оценките на 8 региони. Овој текстилен отпад го делиме на индустријски, неопасен отпад и комунален отпад. Според овој закон, за да се спречи генерирање и било какво штетно влијание, се апелира до секоја компанија која што се занимава со текстилниот отпад да го намали неговото создавање, да го избегне или да ги намали штетните влијанија врз животната средина и здравјето и животот на луѓето. Според нас, субвенција или поддршка на бизнеси кои би били исклучиво со фокус на рециклирање на текстилен отпад и секоја активност поврзана со тоа би бил одличен старт. За да можеме да влијаеме на процесите на загадување на земјата преку облеката, треба да работиме на свеста. Постои разлика помеѓу брзата и бавната мода. Секој од нас треба да научи како да го купува она што навистина ќе го носи во повеќе наврати. Цената ни треба да не води кога купуваме облека, бидејќи често под влијание на оваа одлука купуваме работи кои не ни се потребни. Бавната мода се залага за купување облека во продавници од втора рака, односно модифицирање на веќе купената облека која на тој начин го продолжува својот употреблив рок на траење. Бавната мода нуди поквалитетна облека која е правена во фер услови, а и влијае на намалување на модниот отпад. Препознавањето на материјалите е важно. Вештачките материјали се виновни за еколошката катастрофа. Полиестерот се прави од нафта, па со самото тоа е еден од најголемите загадувачи. За производство на овој материјал се користи многу вода, енергија, а при неговото перење се создава микропластика. И природните материјали често се тешки за производство. За нив се троши вода додека се одгледуваат или кога ќе се фарбаат. Памукот е еден од најраспространетите, но и најнеетичниот материјал при производство. Например, за производство на една бела памучна мајца се трошат 2600 литри вода, почнувајќи од памукот на поле, преку ткаенината па се до финалниот продукт. Ова е количество вода која е доволно еден човек да го консумира во временски период од 2,5 до 3 години.
Кога едно парче облека или чаршаф, например, стане неупотреблив, можеме да го користиме во друга форма. Како ќе ви откриеме во оне што го носиме денес во артикулација. Секоја година за одгледување памук посаден на само 3% земјана површина се трошат 10% од вкупната количина земјоделски хемикалии и дури 20% од целата количина на инсектициди. Кина е најголемиот произведувач на памук, пошто следат Пакистан, САД и Бразил. Модната индустрија е вториот најголем причинител на загадувањето на целата планета. Работниците во Индија цел ден шијат облека за дневница од само 1 евро. Место каде секој може да донира да купи облека од втора рака или пак истата да ја добие бесплатно. Вака е развиено и во рамките на Црвен крст функционира социјалното предпријатие Копче. Копче има повеќе цели кон кои што се стремиме да ги исполниме, а тоа е да овозможиме полесен пристап до облека на лицата кои што се во ризик и лица кои што се во ниски примања. Истата облека преку пунктот за бесплатно делење да ја доставиме бесплатно. Исто така имаме за цел да створиме навики, да ги поттикнеме граѓаните за навики на одговорно донирање и одговорно трошење. А исто така преку целиот концепт на самото социјално предпријатие сакаме да промовираме хуманост. Со работењето на Копче се поттикнува еден модел на одржливо живење, па затоа токму оваа приказна е наша инспирација. Во самото Копче, значи во текот на работното време се примаат донации од самите граѓани, значи граѓаните кои што сакаат да донираат можат да ги остават донациите во самата продавница, можат исто така да донираат во контейнерите за донации кои што се поставени на неколку локации на територија на град Скопје. Исто така Копче е продавница која што е отворена за сите граѓани кои што сакаат да купат облека по пониски цени, преку купување на облеката сакаат да дадат свој допринос во нашите цели, нашата мисија. Исто така со работењето на Копче, значи тука секој може, сите граѓани се добре дојдени, секој кој што сака да донира, да купи облека или истата да ја добие бесплатно. Оваа приказна се стреми да придонесе во создавањето на општество на одговорни граѓани со добри навики каде секој го вреднува она што го добива и секој придонесува во заедницата во која живее. Од отварањето на Копче до денес, според нашите статистики, бележиме дека откако граѓаните ќе се запознаат со нашата цел, нашата мисија и нашата визија која што сакаме да ја оствариме преку ова социјално предпријатие, дека најдуваме на доста голем интерес и поддршка од страна на граѓаните. Донациите се доста зголемени, речиси за 50% е зголемено донирањето на облека во Копче. Секој од нас има одговорност во зачувување на нашата планета. Немаме резервна планета, токму и затоа мора да станеме свесни дека сите ние можеме да придонесеме. Довидување до следната приказна.